Почитувана јавност, се викам Ѓуро Јовчевски, вработен повеќе од 17 години во јавната установа Национален парк Галичица, од кои 10 години сум председател на синдикалната организација во истата установа. Во рамките на моето председателство имам изготвено колективен договор, со кој колективен договор за прв пат вработените ги почувствува сите бенефиции од него, а направен по Законот за работни односи и имплементиран во установата. Меѓутоа, од сите овие мои заложби и борби за работнички права, повеќе пати во изминативе наназад 6-7 години, бев под силен притисок на правната служба во установава, на некои поединци и од претходните два директори, и заради моите работнички права, меѓутоа и заради откривање на криминалот, јас, а и дел од колеги, бевме неосновано, незапазено, без соодветни постапки, одракав неколку пати казнувани. За истите овие ситуации направи веднаш експресно представки, бидејќи јас се борев, не се откажав од работничките права, не сакав да се приклонам код нив на овие незаконски работења, и благодарен сум до Трудовиот Охридски и Струшки инспекторат. Во сите представки низ изминативе години позитивно ги решија во корист на моите синдикалци. Исто така, за овие неосновани казни и суспендирање на работничкиве права, повеќе пати поднесов изминативе години судски постапки против горе наведените лица, од кои сите се првостепено и второстепено позитивно решени во корист на синдикатот, со исклучок последно време на една која ни е одбиена тужбена постапка и покрај десетици материјални докази, вештачења и ред други материјални докази, известна судивка од Охрид и добро позната на јавноста, ние одби жалбената постапка и веднаш се обративме до Советот на суди во Скопје, каде експресно ја прифатија нашата представка и се отвори случај. За скоро време за ова судивка ќе собирам подписи од истомисленици и јавно ќе обелодонам на македонската јавност. Во вториот дел од моето излагање би сакал да ве запознам со несовесното работење на управниот одбор во истоимената моја установа Национален парк Галичица, кој е сочинет од 5 членови, 3 надворешни и 2 внатрешни. Имено број 1. Управниот одбор низ изминативе години пристрасно како второстепена комисија по жалбени постапки за дисциплински мерки ги суспендира дисциплинските мерки за докажани внатрешни вработени криминалци кои се поведени против нив постапки во обвинителство и во стопански криминал, значи ги ослободува од само ними познати причини, додека врз дел од синдикатот кога ќе се вршат притисоци и неосновани казни, без да ги разгледа, бидејќи веројатно и немаат основано познавање на материјалот, веднаш ги прифаќаат нивните казни. Како број 2, несовесно работење во управниот одбор би сакал да го потенцирам исто така пристрасното делување при вработување пред 2 години за син од еден вработен во установата, кој покрај неговиот татко кој има кривични пријави за злоупотреба на позиција, сепак без бодирање, без интервју и без соодветни поднесени докази дека има работно искуство, и покрај противењето на синдикатот дека е неоснован огласот, и покрај трудовата инспекција која го поништи, но за жал комисијата во Националниот парк, тогашниот директор Милјовски и управниот одбор и покрај сите апели го прогласија за валиден кандидатот, ги одбија сите релевантни останати кандидати кои го исполнува условот и затоа се сега даени на суд и по законот на нештата огласот треба да се поништи. Исто така, управниот одбор после завршување на седници оди по скапи ренлитни ресторани, ги црпи средствата од установата за ручеци, да е трагедијата уште поголема, управниот одбор во декември месец и покрај моето противење и противењето на членовите на синдикатот во установата, 100% ги изголемија, повторувам, 100% ги изголемија паушалите, месечните надомести и патувањата, само ради образложение дека им биле мали, иако одржуваат состаноци од 3 до 4 пати, повторувам, во годината. Секој месец земаат паушал, надомест, значи тоа немат смисла, иако треба да земат само дневница и патувањето, ако се од некаде настрана. Меѓутоа тие го кршат деловникот, го кршат статутот и за сите овие досегашни нивни негативни работења се процесуирани до јавното обвинителство